почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, заминувањето на младите луѓе надвор од државата денес се доживува како најголем пораз во Македонија. Најзначајната причина за таквата поразителна тенденција е невработеноста кај младите. Повеќе од 55% од младите луѓе се невработени и не гледат никаква можност во брзо време да пронајдат работа. Дури и тие што работат, добиват мизерни плати и не можат да го закрпат месецот. Нашата земја мора да ги насочи сите ресурси и капацитети кои стојат на располагање за решавање на проблемот на младите луѓе. Исто така, во последните 7 години многу малку се инвестираше во вистинска капитална инфраструктура во државата, која ќе значи економски придобивки за сите, заштеда на средства на секое семејство, како и подобрување на севкупниот квалитет на живот на сите граѓани. Денес имаме чест и задоволство да најавиме 3 нови мерки од програмата на СДСМ за враќање на средната класа, кои се од областа на економијата, капиталните инвестиции и вработувањето на младите. Прва мерка – изготвување на целосна проектна документација, завршување на експропријацијата и започнување на изградба на 3 нови патни делници во форма на автопати. И тоа автопат Велес-Прилеп-Битола, автопат Штип-Кочани, а 3 ленти до Делчево и граничен премин Делчево и автопат Удово-Велјуса-Струмица, граничен премин Новосело. Втора мерка – гасификација на Македонија преку изградба на главна национална гасоводна мрежа до големите урбани центри и поставување на системи за компресирање и декомпресирање на природниот газ за помалите градови и општини во државата. Трета мерка – финансирање од буџетот на 320 бизнис идеи годишно со по 10.000 евра неповратни средства по идеја. Ќе отвориме преку 16 бизнис инкубатори низ цела Македонија. Со ова мерка ќе се вработуваат повеќе од 5.000 луѓе, пред се млади, годишно. Деталите за овие 3 мерки од програмата на СДСМ ќе ви ги образложи Хари Локвенец од Прилеп, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Хари, повели. Ви благодарам. Прва мерка. Ќе продолжиме со изградба на автопатите Кичево-Охрид и Скопје-Штип. Дотаму до каде што ќе стигне сегашната влада и целосно ќе ги доградиме. Но исто така ќе ги изготвиме и целосната проектна документација, експропријација и започнување со изградба на 3 автопати на 3 значајни патни правци во државата со паралелна подземна инфраструктура. Автопатот Велес-Прилеп-Битола, автопатот Штип-Кочани, а трета лента до Делчево и граничниот премин Делчево и автопатот Удово-Велјуса-Струмица, граничниот премин Новосело. Паралелно со изградбата на овие автопати, заради рационализација на средствата и мултипликација на ефектите од изградба на овие автопати, ќе поставиме и друг вид на инфраструктура во контурите на патот или до самиот автопат. Доводен цевковод за вода до Прилеп и гасоводна мрежа на патниот правец Велес-Прилеп-Битола. Изградба на железничка мрежа од Миравци, Удово-Струмица и поврзување со железницата во Петрич, Република Бугарија, како и изградба на гасоводна мрежа од Штип кон Кочани и Делчево. Со реализација на овие инфраструктурни капитални инвестиции ќе се заокружи модерната автопатска мрежа за цела Македонија, но исто така, паралелно со овие автопати, ќе се постави долго очекувана и економски многу потребна друг вид на инфраструктура, која е од огромно значење за овие големи региони. Втора мерка – гасификација на Македонија со изградба на главна национална гасоводна мрежа до големите урбани центри и поставување на систем на компресирање и декомпресирање на природен газ за помалите градови и општини. Таму до каде што ќе дојде сегашната влада со гасификацијата на Македонија, ние ќе продолжиме. Сегашната влада брзо ќе замине, но сепак ќе има време, ако работи посветено, да ја изработи проектната документација за националната гасоводна мрежа за природен газ
и може би само да отпочне мал дел со изградба заради пребивање на побарувањата кои Македонија ги има од Русија. Но тоа што ние ќе го направиме кога ќе ја добиеме честа да ја водиме Република Македонија е целосна изградба на национална гасоводна мрежа до сите поголеми економски центри во Македонија. Ќе изградиме 5 големи компресорски станици за природен газ во Скопје, Битола, Штип, Гостивар и Неготино, како и 18 декомпресорски станици за природен газ во 18 градови во државата, со што ќе донесеме природен газ на целата територија на нашата земја. Третата мерка е отворање на 8 големи и 8 помошни бизнис инкубатори во 8 статистички региони во Република Македонија, преку кои ќе се финансираат по 40 бизнис идеи на млади луѓе по региони или вкупно 320 бизнис идеи годишно. Секоја од 320 избрани бизнис идеи ќе биде финансирана по 10.000 евра од буџетот на државата со неповратни средства преку однапред дефинирани критериуми и процедури кои ќе гарантираат целосна реализација на бизнис идејата и отворање на нови работни места, пред се за младите луѓе. За оваа намена годишно ќе се издвојуваат по 3,2 милиони евра. Предност ќе имаат идеите предложени од млади луѓе кои ќе настапуваат тимски од најмалку 3 носители на идејата, од кои најмалку еден од тимот ќе биде жител на друга земја или пак граѓанин на Република Македонија, кој е повеќе од 1 година надвор од државата. Со реализација на 320 нови бизнис идеи годишно, ќе овозможиме отпочнување на собствен бизнис за најмалку 1000 млади луѓе годишно и отворање на преку 5000 нови работни места. За функционирање на 8+8 бизнис инкубатори, државата ќе одвои по 800.000 евра годишно за плати и услови за работа на 80 најдобри студенти од регионите, по 5 по инкубатор. Ова е само една од многуте мерки во програмата на СДСМ за отворање на нови работни места за младите луѓе, со кои мерки се надеваме дека ќе го спречиме на тамошното заминување на младите надвор од државата, а исто така се надеваме дека ќе привлечат доволно внимание, дури и да вратиме поголем дел од веќе заминатите млади луѓе од Македонија. Посебно ми е драго што извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија определи токму тие 3 мерки да бидат презентирани овде од Прилеп, од центарот на Македонија. Навистина овој наш значаен регион овде е важен за севкупниот развој на Македонија. И инфраструктурата, и гасификацијата, и стратегијата за задржување на младите луѓе во Македонија, секако нивно вработување и дај Боже, колку што може поголем процент од тие млади кои што заминале, да ги вратиме назад кон државата. Се надевам дека токму од овде испраќањето на овој позитивен сигнал ќе го привлече вниманието на сите во државата. Ви благодарам на вниманието.